Славјанка и татковината напред! Таа е железната леди на НАТО. Со Славјанка нема трте-мрте. Има само трте. НАТО го знае тоа и затоа прва ја пуштија да му се закани на Путин. И оваа прва почна, ама која почна, ќе видиш ти ботоксиран еден, само ако ја пипнеш Украина, жестоко ќе реагираме. И истиот час мене ми се јави од Кремљ, нели оти сум ја познат руски шпион. И дека по таа закана од командантот Славјанка ми каже од Кремљ, Путин побарал ноќта да спие со запалено светло. Абе до ден денес пие со запалено светло. Па Славјанка да ти се појави ноќе не е за фраканција? Сега во Кремљ кружи една друга верзија на настанот во која се вели: кога Путин ги чул заканите од Славјанка, морале да го турат во индуцирана кома оти за малку ќе им умрел на раце од смеење. Она бе, изгубил контрола над себе. А се разбудел и ќе почнал од смеење да се моча, а овој докторов пап инекција и одма го враќал у кома. Башка, ко бил буден поради Славјанка, имал и психотични епизоди. Одел на раце по ходниците на Кремљ и се дерал. Славјанке, а кога кинама? Удри малку по Кина. Кина тебе ти е главна цел, знам. Кина, ова со Русија ти беше само загреванција. Абе, тотално одлепил човекот, ми кажуваат од Кремљ. После викаат, ќе излезе, вика после Путин на балкон и само се дере. Ну, Славјанка, ну пагаджи! Да биде несреќата на Путин уше поголема и Бујар му се закани кога и порача на Славјанка. Ој, Моренусе, ој, ако ја нападнеш Москва, да си ме чекал мене пред Москва. Штом ги допродадам бозата и толјумбите, одма ќе дојдам кај Москва. Без мене да не си влегла у тој Москва. Окупацијата мора да ја изведеш според Рамковен. Јасно, имаш поздрав од Таче, во Куманово познат како Чурка. И ти праќа специјални гачи за зимски војни услови од Серада од Фичо. Славјанка и Бујар, каква комбинација. Абе, што е НАТО без вас, бе? Гола вода, бе. Напред наши, Путин се плаши и треба да се плаши. Иако има 6500 нуклеарки, 2000 повеќе од цел НАТО. Абе, голема крастајца па ако има нуклеарки. Па Славјанка ако му се испрди, ќе треба по Сибир да го бараме. Арно, ама, што се случи? Изгледа оној Путин не ја послушта Славјанка и ја нападна Украина. Купувајте тоалетна хартија, луѓе! Купувајте тоалетна хартија! Купувајте тоалетна хартија! Украина е нека е! Па што знае ракета што се 2000 километри, што би рекол покојен Балашевиќ? Славјанке, ела сега ти да го убедуваш Путин да не прати 2 ракети наваму. Па морам сега јас да го молам, нели, као руски шпион, како негов човек. Не, мој бе човек, ама јас стварно вака ќе му кажам, не, мој бе човек, имаш купо обожаватели во Македонија, па ние сме реда ради во НАТО, ние па мораме малку да лижеме таму, бе, инаку ние руси поише си сакаме да се разбереме. Ми вика овој Путин, Сашенка, абе морам васпитно да делувам на вас со 2-3 ракети, бе, не поише. Иако знам дека и од една ќе се усерете, ама морам, бе, Сашенка, бе, морам. Па онаа Славјанка, бе, Сашенка, мора некој да ја истресе од гајки, а тоа е можно само со ракета, никако поинаку. А тој па Бујар, бе, тој па тој Бујар, бе, џабе, коса пресадуеше, па ќе му падне од дуплав штом го чуе звукот на ракетата. Така ми рече, нели тогаш кога ми се јави овој Владимир Владимировиќ. И дај ставете на терапија таа Славјанка, она стварно поверува дека е железната леди на НАТО. Абе Славјанке, ти може прдиш громогласно, ама Путин ко се распреде во Украина, пола свет фати да бега по скалико за земјотрес. Каде бе Славјанке, најде да го рчкаш Путин. Некој руски пилот на миг да фрли 2 водки, да скршне од курсот и да го помеша Скопје со Киев, па нема со што да го запреш да него пепло са градов со 4 ракети, бе. Дај бе, жено, затни се, бе. Дај Бујар нека ти даде семки да грицкаш нон-стоп колку да не збориш. Или дај мавни тепсија толумби да ги смириш хормоните за окупација на Русија што ги добиваш од време на време тие фикс идеи. Па на странска ТВ дава изјава на Путин. Вака вика, меѓу редови, нели? Ние сме во војна. Кога си во војна, секој што јаде баклави против нас или се обидува да ни наштети, го сметаме за непријател на Русија. Таче, ако можеш ова да го сватиш, пренеси им го на маршал Славјанка и на Бујар со пресадената фризура. Доста изигрувате дворски будали на НАТО. Да знам, тешко е да се стои на страна со расцепено газе, ама Русија нас ни треба како пријател. Не сум јас за војна било каде, да се разбереме, никој не сака војни.
Ама не летајте ко авиони без крила, пофалете го малку нато, тоа е во ред. Ама не рчкајте мечка у... Шка? И дај кажи тамо на маршал Славјанка да го симне тоа шлемот и нека спржне 5-6 јајца на око. И Батесаше началникот, освен тоа што садеа краставици со Зоќе наш, Нобеловец без Нобелова награда. А и тоа што краставиците не им искочија криви, туку малце округли како воланчиња, па со нив брм, си отидоа до затвор и тамо ќе останат на подолг период. Значи, прво заедничко е тоа што се бандити пар екселанс. Боки од ситните криминалци во обид да влезе во првата бандитска лига, а Батесаше е еден од тие 16 години што се пласираат во лигата на бандитските шампиони, а понекогаш е тамо прв, понекогаш втор, кој овие најбогатите фудбалски клубови, тоест бандитски клубови, и како втора заедничко им е тоа што се многу сексуални. Боки по машките, началникот по женските. Ама сега по сила на нештата ќе бидат принудени на абстиненција некое време, барем Батесаше, а Боки таму каде што е во моментов ќе има шведска маса секој ден. Мевца во изобилие. Како трето, двајцата се бават со спорт. Боки со спортови со рекет, односно земање пари во име на виша сила која стои зад него, зашто никој не дава пари на бивша звезда на фарма, нели? А Батесаше е пак по спортот прислушкување во далечина, со кој постигнува одлични олимписки резултати. Четврта работа е што не се занимаваат со ситна пара, него само со милиони. И кај нив све е во милиони, стекнати од плата или од хонорари на замрзната сметка што дае. Пета работа им е тоа што Боки прозборе кој е шефот, ама никој не го есапи удржава. Сите глуви, од обвинител до полиција, а Батесаше нема шанси да прозбори. Зашто не таков? Таинствен, повлечен во себе, скромен дечко. Нели, не сака да ги обвинуваат другите кога не се држат до договореното. Битно, тој си се држи до договореното. Мудро ќути и си собира години робија. Не баре се сликички од европско. Или он знае, или мисли дека знае нешто што автоматски ќе го извади од таму. Само Зоќе знае дека може сите да ги заебе, па и него. Заедничко им исто тоа што ниту едниот, ниту другиот нема да вратат ниту евро од тоа што го здиплиле. И среќно ќе се живеат до крајот на животот, кога некој Стево ќе ги амнестира пред некоја нова година, додека ние стоката ќе акаме по Банско и Копоник, неизживеани и ненајадени и добро оплячкани. Ете така, и завчера Боки понуди снимки со Зоки за слушање, ама никој не го пренесе. Не е веќе интересен. Демоде е станат. А Батесаше, за разлика од него, понуди 10 милиони крваво заштедени пари од платата и обвинителот му ги прифати. Дека добра сума понуди. Арно, ама, со судов не се договорија и ништо од бизнисот. Ај следниот пат ќе се договорат, нели, кога ќе им задзвони телефонот од горе. Види, во Македонија е тешко да бидеш криминалец до првиот милион. После единствено што ти фали е да го знаеш, нели, бројот на телефонот, нели, тој од погоре, и да си платиш ко човек, и немаш проблем. Ова ме подсетува на онаа стара добра бугарска поговорка. Она што не го решаваат малку пари, го решаваат многу пари. Сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење, и сонувајте, ама ке проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некој 3000 години, а за некој од 1945. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот, кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат, и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров што немало, бе. А не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Нели онака символично? Не дај Боже, никогаш јас не сум повикувал на пукање. Мислам, не дај Боже, Боже пази, Боже пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров, бе, па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам. Па чудна сорта сме ние.
Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање, овие кубур изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Баре манијаков во парк е доволно луд, ќе го извади кубурот и мислам... Ама ние си го чуваме кубурот во гачи, зарđан, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа. Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни совки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на Црна Арапина од видеата на Вивид, а смкнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведнеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а он ке си се намести таму каде што сте најотворени. Кубур ко кубур. Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба, зошто тогаш прави белја. Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите едно 5-6 генерации наназад. Па кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што си му ги скривил на овој народ, знаејќи дека кога си се родил, тогаш некој го излел куршумот во кубурот со твоето име и дека кога тогаш ќе се сретнете и нема веќе да има трте мрте. Има само трте. Македонија. Време е да се исправиш и да го извадиш кубурот. И кубурот. И да го испукаш, па кому иде, стара Скопска. А има уште една, вели, кого удрам не жалам. Ете, такво време дојде, кубурно. Кубуриме сите до даска. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат, затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Победнички.